Општина Битола, врз основа на член 26.2 од статутот на општина Битола, ја отворам 78-та седница на Советот на општина Битола. Врз основа на евиденцијата од службата, констатирам дека на седницата присуствуваат 27 членови на Советот, еден го најави своето недоаѓање, а останатите ќе пристигнат во текот на седницата. Па според тоа, Советот го има потребното мнозинство за работа и може полноважно да одлучува. Согласно член 44 од Законот за локалната самоуправа, сакам да ги потсетам членовите на Советот дека се должни да го информираат Советот за прашањата кои се на дневен ред, а ако некој член на Советот има финансиски или друг интерес, дека не може да учествува во процесот на одлучувањето. Конфликт на интереси. Во точка број 10 имам јас како вработен во јавното предпријатие Пазари. Дали има некој друг конфликт на интереси? Елизавета Тодоровска. Шеровски. По една од точките. Ви благодарам. Дозволете ми да го поздравам присуството на сите гости и представниците на средствата за јавно информирање. Почитувани членови на Советот, пред да преминеме на утврдување на дневниот ред, ги ставам на усвојување записниците од 72-та и 73-та седница. Дали имате забелешки на записниците од 72-та и 73-та седница? Ако нема забелешки, кој е за усвојување на записниците од 72-та и 73-та седница? Молам да крене рака. Едногласно се усвоени записниците од 72-та и 73-та седница. Почитувани членови на Советот, за денешната седница предложен е следниот дневен ред. Програма за измена и дополнување на програмата за животна средина за 2021 година. Точка 2. Програма за измена и дополнување на програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2021 година. Точка 3. Одлука за измена и дополнување на одлуката за извршување на буџетот на општина Битола за 2021 година. Точка 4. Одлука за прифаќање на отстапениот одземен предмет патничко моторно возило со правосилна пресуда без надоместок на општина Битола и давање на трајно користење на јавното предпријатие за паркирање и јавен локален превоз Битола. Се извинувам. Точка 5. Одлука за изменување и дополнување на одлуката за општински линијски превоз на патници во општина Битола. Точка 6. Одлука за дополнување на одлуката за заедничко организирање на јавен линијски превоз на патници на подрачјето на општина Битола и општините Могила и Новаци. Точка 7. Одлука за пренесување на право на собственост на движни ствари, минибуси. Точка 8. Одлука за престанок на трајно користење и пренесување на право на собственост на движна ствар, автобус. Точка 9. Измени и дополнување на годишниот план за вработување во јавното предпријатие Комуналец за 2021 година. Точка 10. Измени и дополнување на годишниот план за вработување во јавното предпријатие Пазари за 2021 година. Точка 11. Измени и дополнување на годишниот план за вработување во општинската јавна установа Зоолошка градина Битола за 2021 година. Точка 12. Измена и дополнување на годишниот план за вработување во Основното училиште Елпида Караманди Битола за 2021 година. Точка 13. Годишен план за вработување во Основното училиште Елпида Караманди Битола за 2022 година. Точка 14. Годишен план за вработување во Основното училиште Гоце Делчев Битола за 2022 година. Точка 15. Годишен план за вработување во Основното училиште Даме Груев Битола за 2022 година. Точка 16. Решение за давање согласност на ценовникот за поставување и одржување на вертикална сигнализација на јавното предпријатие за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во општина Битола. Точка 17. Решение за давање согласност на одлуката за измени и дополнување на статутот на Основното училиште Ѓорги Сугарев од Битола. И точка 18. Решение за разрешување и именување член во управниот одбор во јавната општинска установа за деца, детска градинка Мајски цвет Битола по предлог на Министерство за труд и социјална политика. Дали има предлог за измена и дополнување на предложениот дневен ред? Јас имам во моментот две точки за дополнување на дневниот ред, кои се гледаја на комисиите, на соодветните комисии пред седницата.
Првата точка е одлука за склучување на договор на општина Битола со јавното претпријатие за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници на општина Битола за реализирање на програмата број 09161/3 од 25.12.2020 година, донесена од Советот на општина Битола за одржување на комунални објекти и инсталации, локални патишта и улици во општина Битола за 2021 година во делот на одржување на вертикална сигнализација со примена на член 24 од Законот за јавните набавки. И предлог број 2, решение за давање согласност на барањето за донесување одлука на Советот на општина Битола за склучување на договор на општина Битола со јавно претпријатие за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници на општина Битола за реализирање на програма 09.167/3 од 25.12.2020 година, донесена од Советот на општина Битола за одржување комунални објекти и инсталации, локални патишта и улици во општина Битола за 2021 година во делот на одржување на вертикална сигнализација со примена на член 24 од Законот за јавните набавки. И точката број 2, која беше објаснета од сегашниот дневен ред, која беше објаснета на Комисијата за урбанизам, меѓутоа се уште, според последното што го дознав, се уште не се добиени потребните документи од Министерството за транспорт и врски да се повлечи од дневниот ред. Дали некој друг бара дополнување на дневниот ред? Никој не бара дополнување на дневниот ред. Ја оставаме отворена можноста за дополнување на дневниот ред. Седницата тука давам пауза. Продолжуваме во петок во 10 часот. Со тоа што се уште може да се дополнува дневниот ред, не е затворено. Благодарам.